Учениците кои се упатени на поправни испити, испитна година или испити за побрзо напредување, имаат можност да се запишат во средните училишта каде што има слободни места по јунскиот уписен рок. Електронското пријавување се врши денес до полноќ, додека потребната документација треба да се достави утре директно во училиштата. Конечната ранглиста со резултатите од запишувањето ќе биде објавена в сабота, најдоцна до пладне. Во јунскиот рок годинава беа организирани две пријавувања, на 14 и 30, а евидентирано е речиси двојно повеќе запишани ученици во средното стручно образование во однос на гимназиското. Владата донесе одлука за набавка на 100 нови, модерно опремени амбулантни возила за јавните здравствени установи ширум државата. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека со ова ќе се започне процес на темелна обнова на возниот парк, кој со години е во алармантна состојба. Возилата ќе бидат распределени според потребите на здравствените установи. Истражувањата покажуваат дека досега најголемиот дел од амбулантните и санитетски возила биле добиени како донација или пренасочени од други институции. Во 2023 година 73% од возилата биле добиени на тој начин, додека само 22% се купени со сопствени средства. Возилата често се стари, амортизирани, а дел од нив се користат повеќе од 30 години. Последната значајна набавка на амбулантни возила беше пред повеќе од една деценија, во 2012 година, кога беа купени 69 возила. Новата најавена набавка представува најголема досега и е чекор кон подобрување на условите за здравствена заштита, особено во руралните и недоволно покриени средини. Грмотевици и обилни дождови денеска зафатија дел од Хрватска, предизвикувајќи бројни интервенции на службите за итни случаи. Најсилно беа погодени региони во Осиечко-барањската и Пожегаславониската жупанија, каде што беа регистрирани поплавени подруми, паднати дрвја и прекини во електричното снабдување. Дирекцијата за цивилна заштита информира дека регионалниот центар во Осиек примил околу 80 повици, главно за штети предизвикани од паднати дрвја врз патишта, далноводи и објекти. Во близина на Дарда било пријавено дека воз удрил во дрво паднато на шините. Во Пожегаславонија громовите предизвикале прекини на струја во целиот регион. И покрај материјалната штета и силното невреме, надлежните потврдуваат дека засега нема пријави за повредени лица или екстремни закани по безбедноста. Службите се уште на терен и работат на расчистување и санирање на последиците. Севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун оддаде почит на војниците кои загинале борејќи се на страната на Русија во војната во Украина, ретко јавно признание дека Пјонгјанг има загуби во странски конфликт. На церемонија во Пјонгјанг, Ким се сретна со команданти од единица што се борела во рускиот регион Курск и ги нарече херојска армија. Ким Јонг Ун изрази длабока тага за паднатите борци, велејќи: "Срцето ме боли и ми е горчливо, не знам како да го изразам моето жалење што не ги заштитивме нашите скапоцени синови." Тој беше фотографиран како лично закачува медали на униформи и положува цвеќе пред портрети на загинатите војници. Ова е прво јавно признание од севернокорејска страна дека нивни војници биле испратени на боиштата во Украина. Настанот го пренесе државната телевизија, а коментарите на Ким се гледаат како сигнал за споцврстите воено-политички врски меѓу Пјонгјанг и Москва. Најмалку 18 лица загинаа, а десетици се повредени во два одвоени напади во Колумбија, кои властите ги опишуваат како терористички акти. Во департманот Антиокија, полициски хеликоптер бил нападнат од дрон додека учествувал во операција за уништување нелегални насади. Хеликоптерот се урнал, а двајца полицајци се повредени. Колумбискиот министер за одбрана го обвини 36-тиот фронт на дисидентите на ФАРК за нападот, кој првично се поврзуваше со криминалниот заливски клан. Председателот Петро потврди дека најмалку 8 лица се убиени, а уште 8 повредени. Истиот ден, автомобил бомба експлодираше во близина на воената воздухопловна база Марко Фидел Суарес во Кали, при што загинаа 6 лица, а над 50 се повредени. Локалните власти понудија награда за информации, а градот е под засилени безбедносни мерки. Одговорност за експлозијата се уште никој не презеде. Сончево и топло време со мала локална облачност, кедува умерен наместа повремено засилен ветер од јужен правец. Минималната температура ќе биде во интервалот 11 до 19, а максималната ќе достигне од 30 до 37 степени Целзиусови. Во Скопје сончево време со мала до умерена облачност, кедува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Минималната температура ќе се спушти до 17, а максималната ќе достигне до 36 степени Целзиусови.
Според најавите од Управата за хидрометролошки работи, денес и в сабота во западните и северните делови ќе има услови за повремен локален дожд и појава на ретки грмежи. Денес кедува засилен повремено силен ветер од западен и југозападен правец, а за време на викендот ветрот ќе го смени правецот во северен со умерен долж по Вардарието, повремено со засилен интензитет. Температурите ќе бидат во опаѓање.